Убаво неделно утро, а уште поубаво е тоа што се дружите заедно со нас во нови 30 урбани минути. Останете тука, почнува новиот урбан блок, а и ве што ќе гледате во него. Во новиот урбан блок ви помагаме лесно да се ослободите од стресот, зошто повеќето луѓе се одлучуваат да одседнат во апарт хотел и ве носиме во Индија. Останете тука, по рекламите почнува новиот урбан блок. Дали понекогаш се наоѓате целосно извлечени од шините на ситниците? Истурате пијалок на вашата омилена кошула и наеднаш чувствувате како срцето ви чука и вашата глава како да ќе експлодира. Но не, претерувате и не сте единствени. Она што ви се случува е микрострес. Мал, невидлив предизвикувач кој често не го регистрирате и кој може сериозно да го оштети вашето ментално здравје. Што е микрострес? Микронапаѓачите, како што сугерира нивното име, се мали и невидливи, изгледаат безопасни. Но токму тоа го прави микростресот толку подмолен. Поединечно, стресните фактори изгледаат толерантни, но тие се акумулираат со текот на времето и можат да предизвикаат бранови ефекти кои траат со часови или денови. Микростресот не остава драматични траги. Малку не исфрла од рамнотежа, често незабележително, но доволно за да остави последици врз нашето расположение, фокус, па дури и здравје. Тоа се оние моменти кога колегата не го завршува својот дел од работата, па мора да преземете одговорност и да се вклучите, иако тоа ви ги нарушува плановите. Или кога шефот ги менува целите на проектот во последен момент, предизвикувајќи сите ваши претходни напори да пропаднат. Некогаш е и разочарување кое доаѓа од блиска личност, недоразбирање кое накратко ви го комплицира животот. Во оваа група спаѓаат и сите оние кафиња или вечери со пријатели кои сте ги пропуштиле поради деловни или други обврски. Дури и малите работи, како лошиот интернет за време на важен состанок, се микростресови. Стрес напроти микрострес. Како се разликуваат? Стресот е голем, видлив, очигледен. Речиси секој може да го препознае затоа што произлегува од универзално препознатливи предизвици или неуспеси. Можеби имате партнер кој премногу бара или компанија која отпушта. Дали неодамна станавте родители или дознавте дека страдате од нешто. И можеби се борите со движењето, постојано помагајќи им на постарите родители или поднесувате напорно двочасовно патување до работа секој ден. Во секој случај, изворите на стрес се препознатливи за секого. Ние ги признаваме и почитуваме. Спротивно на тоа, микростресот е помалку очигледен. Тоа е предизвикано од тешките моменти што ги регистрираме само како уште една мала пречка на патот, ако воопшто и ги забележиме. Микростресовите не погодија толку брзо, а ние сме толку навикнати на нив, што едноставно ги надминуваме ситуациите. Тие често изгледаат минливи, лесно решливи или премногу беззначајни за да не наштетат повеќе од неколку секунди. Дури и кога ги забележуваме, ретко размислуваме за нивното влијание врз нашиот живот. А за работите да бидат уште потешки, микростресот често го предизвикуваат луѓе кои ни се најблиски. Например, микростресот предизвикува чувство дека треба да заштитите член на тимот кој не добива кредит за својата работа. Или кога ќе истурите кафе врз вашата бела кошула пред важен состанок. Како микростресот влијае на нашето ментално здравје? Кога микростресот се повторува секој ден, нашиот мозок останува во состојба на блага, но постојана анксиозност. Овој хроничен притисок може да ја наруши нашата способност да се опуштиме, да се концентрираме и да донесеме добри одлуки. Со текот на времето, микростресот може да предизвика пад на енергија и мотивација, бидејќи нашите внатрешни резерви постојано се трошат на решавање на мали проблеми. Зголемена анксиозност, бидејќи постои чувство дека никогаш нема доволно време или дека се зависи од нас. Губење на емоционалната отпорност, што значи дека и најмалата нова нервоза може да изгледа како последната капка. Проблеми со спиењето, бидејќи не сме свесни што точно не мачи, но чувствуваме внатрешен немир. Повлекување од социјалните односи, бидејќи се чувствуваме преоптоварени и ја губиме нашата способност за вистинска поврзаност. Микростресот е подмолен токму затоа што изгледа неважен. Тој не доаѓа во форма на голема криза, туку низ низа мали секојдневни ситуации, кои нежно, но упорно не изфрлаат од рамнотежа.
Токму затоа, борбата против микростресот не започнува со големи резови и драстични промени, туку со мали поместувања во секојдневниот живот и пред се со свесност. Првиот чекор е да научите да го препознаете. Тоа значи да застанеме и да забележиме што не иритира, оптоварува и исцрпува, дури и ако се чини дека е премногу мало за да заслужи внимание. Дали е тоа некој соработник кој постојано доцни со своите задачи, пораките на кои чувствувате притисок веднаш да одговорите, чувство дека сте достапни на сите освен себе си, или тивката вина дека ги пропуштате работите што ви исполнуваат. Кога знаете што конкретно ве стресува, можете полесно да реагирате. Досадата обично се смета за привремена. Ситуација кога немаме што да правиме, што доведува до замор или негативна состојба на умот. Меѓутоа, во последниве години досадата се поврзува со други феномени како што е стресот. Тоа е случај на синдром на бореот или досада на работа. Овој синдром се манифестира со 3 карактеристики: незаинтересираност, досада и нефлексибилност, односно монотони задачи. Со децении истражувачите се заинтересирани за досада. Првите студии беа спроведени во 1926 година во британскиот медицински журнал. Истражувањата заклучија дека монотоните и повторувачки задачи предизвикуваат досада, што пак е поврзано со ментален замор. Во текот на следната деценија беа спроведени неколку експерименти во лабораторија, со наблюдување дека досадата има директна врска со заморот. Досега студиите беа ограничени во нивните заклучоци. Само во 80-тите, кога се донесоа интересни резултати за психологијата, сето тоа се смени. Тоа го забележале луѓето кои биле поздодевни, повеќе склони кон страдање, агресивност, депресија, зависност и имале поголеми потешкоти во односот на другите. Денес е познато дека екстровертните луѓе се повеќе склони кон здодевност отколку интроверните или креативните луѓе. Една неодамнешна студија објавена во перспективите на психолошката наука прегледува различни придонеси од различни области на психологијата, како што е невропсихологија и социјална психологија, и ја дефинира досадата како негативна состојба на желба да се постигне нешто, но неможност да се вклучиш во задоволувачки активности кои се поврзани со мрежи на фрустрација, внимание на невронот. 3 фактори интервенираат во досадата. Прво, тешкоти во обрнувањето на внимание на претходните информации, како што се емоции и мисли, или надворешни информации, стимули во околината, потребни за задоволителна работа. Второ, бидете свесни за тоа. И трето, можеби и околината е виновна. Например, здодевна е или нема што да се прави. Што можеме да направиме кога ни е здодевно? Ако ви е здодевно и сакате да излезете од оваа ситуација која ви предизвикува непријатност, можете да употребувате некој од овие совети. Ако живеете надвор од вашата земја и се уште не познавате многу луѓе, остварете видеоповик со пријател или роднина. Нема што да се прави. Земете го телефонот и повикајте пријател со кој не сте разговарале подолго време. Ако не знаете што да правите, ажурирајте ја вашата биографија или CV, било за печатење или на различни страници за вработување. Ако не барате активно работа, ова ќе ви помогне да ја ажурирате. Читањето ви носи големи придобивки. Например, ви помага да запомните, да научите нови работи или подобро да сочувствувате. Имате книга во вашата куќа која сигурно не сте ја прочитале. Можете да гледате документарец што постои на интернет не само за да ве забавува, туку и да ве научи нови работи. Она време кога не знаете како да го искористите, можете да го одвоите за медитација. Таа секогаш ќе ви помогне да ја разбиете монотонијата и да ви пружи позитивна енергија. Доколку ви е здодевно, можете да го искористите времето за да шетате покрај морето или планината. Така ќе уживате во природата и ќе откривате нови места. Кога планираме патување, повеќе не размислуваме само за дестинацијата, туку и за тоа како сакаме да се чувствуваме додека сме таму. Класичната хотелска соба повеќе не е единствениот, а честопати дури ни првиот избор. Навикнати сме на голема слобода, лична удобност и чувство дека всушност можеме да се сместиме некаде, а не само да спиеме. Токму затоа, со развојот на платформите за резервација на сместување, се променија и нашите очекувања. Бараме простор кој има карактер, флексибилност и доза на домашна атмосфера.
Тематскиот сместувачки капацитет, бутик хотелите и дизајнерските апартмани станаа популарни помеѓу патниците кои сакаат автентично искуство и амбиент кој е незаборавен како самата дестинација. Сепак, покрај овие опции, достапен е и хибриден сместувачки капацитет кој има исклучително практичен концепт, а апарт хотелите се повеќе го привлекуваат вниманието на патниците. Што е апарт хотел и како се разликува од традиционалниот? Основните карактеристики се содржани во самото име. Или, скратено, хотел на англиски, се однесува на комплекс кој ги комбинира услугите на класичен хотел и приватен апартман. Затоа тој е хибриден тип на сместување дизајниран за патници кои сакаат повеќе простор и флексибилност, но сепак ја ценат и удобноста на хотелските услуги. Во својата суштина, апарт хотелите нудат сместувачки единици кои често изгледаат како мали апартмани. Ова значи дека тие обично се опремени со мала кујна или кујна со полна големина, дневна соба и посебен простор за спиење, но сепак функционираат во рамките на хотелски систем. Клучната разлика помеѓу апарт хотелот и обичниот хотел е во искуството што го нуди. Тој го евоцира чувството на живење во просторот, а не само ноќевања. Додека хотелските соби содржат бања, евентуално мини-бар и чајник, во апарт хотел можете сами да подготвувате оброци, да перете алишта во апартманот или во целиот објект и не мора да се подпирате на хотелските ресторани и распореди. Сепак, за разлика од класичниот изнајмен стан, услугите на рецепција, чистење, теретана и слично се уште достапни. Апарт хотелите често се нарекуваат резиденцијални хотели и хотели со продолжен престој, токму затоа што се наменети за подолги патувања и честопати се попристапни од класичните хотели, што би ги резервирале за истиот временски период. Тие се разликуваат и од апартманите со услуга, но главно по нивото на услугата и концептот на престојот. Иако апартманите со услуга се наменети и за подолг престој, тие нудат помалку изразено хотелско искуство. Ова значи дека се чистат поретко, немаат пристојна рецепција и генерално ја нагласуваат независноста на гостинот. Апарт хотелите се поблиску до хотелите во однос на организацијата, но нудат удобност на апартман. Зошто се привлечни апарт хотелите? Нивната најголема привлечност лежи во нивната флексибилност. Тие се идеални не само за семени патувања, туку и за дигитални номади, деловни престои и секој што сака да комбинира работа, одмор и секојдневна рутина. Гостите добиваат простор да се раскомотат наместо тесни хотелски соби, чувство на приватност и удобност на домот, но без целосно да се откажат од удобноста на хотелот. Токму оваа рамнотежа помеѓу домашната атмосфера и професионална услуга ги прави апарт хотелите се повеќе популарен избор за современите патници. Индија е една од најфасцинантните дестинации во светот, а воедно и една од најчудните, најхаотичните и најсуровите. Иако оние кои веќе биле, не сме сигурни дали повторно би се вратиле во Индија. Сигурно е дека оваа необична земја остава голем впечаток врз секој кој барем еднаш ја посетил. Како што постојано повторуваат оние кои веќе ја посетиле, ништо не може да ве подготви за Индија. Бедата и сиромаштијата, опојните мириси, кравите на патот, сообраќајниот хаос и многу повеќе. Но има некои работи што би сакале да ги знаете пред да пристапите на меѓународниот аеродром и да патувате кон Индија. Ако планирате еден ден да ја посетите оваа чудна земја, овие совети може да ви помогнат да избегнете многу проблеми и да надминете некои од пречките на кои сигурно ќе наидете, а кои можат да ви го уништат патувањето. Сите патуваме за да доживееме нешто ново и да доживееме каков живот е некаде на друго место. Сепак, сосема е различно кога го доживувате животот во Шпанија или дури и Тајланд и во Индија. Индија е еден сосема поинаков свет, друга планета. Многу е веројатно дека нема да ви се допадне Индија на прв поглед. Понекогаш Индија и индиците на вистина ќе ве шокираат. Ке сакате да го скратите одморот и да си одите дома. Но ако едноставно прифатите дека сте таму каде што сте и дека сте сакале да дојдете и да ја видите Индија со своји очи, и дека Индија нема да се промени за никого, ќе ви биде полесно да пронајдете убавина во морето од хаос. А има многу убавина.
Ако дојдете во Индија со отворен ум и ги прифатите работите такви какви што се, ќе се забавувате многу подобро отколку што ќе се нервирате за се. И ќе запознаете нова култура со сите нејзини недостатоци и предности, па можеби дури и ќе се влюбите во неа. Многу луѓе се среќни да се вратат во Индија, а за многумина една посета е повеќе од доволна. Ова зависи целосно од вас и од вашите очекувања. Индија е неверојатна, но не за секого. Што всушност е златниот триаголник? Златниот триаголник на Индија е една од најпопуларните туристички рути во земјата и веројатно првата што треба да ја посетите пред да тргнете да ја истражувате најнаселената земја во светот. Златниот триаголник е составен од 3 града – Делхи, Агра и Џајпур. Кога ќе ја погледнете локацијата на овие градови на мапата на Индија, ќе забележите дека тие формираат триаголник, пошто рутата го добила своето име. Сместени на 200 до 250 километри едне од други, овие градови се познати по своите неверојатни атракции, како што се Црвената тврдина, Тадж Махал и Амбер тврдината. Колку време ви е потребно за да се посети златниот триаголник? Освен што нуди добар увид во историјата и културата на Индија, оваа рута е популарна кај странските туристи бидејќи не бара многу време. На интернет ќе најдете информации дека овие 3 града може да се посетат за 3 до 5 дена. Сепак, не се согласуваме. Ако ова ви е прв пат во Индија, ќе ви треба малку време да се навикнете на патувањето во оваа земја. Да го надминете културниот шок. Понатаму, сообраќајот во Индија е непредвидлив, па затоа дефинитивно треба да одвоите малку време за непланирани доцнења на возовите или сообраќајните метежи. Трето, има толку многу што да се види во овие 3 града, што мислиме дека би било лудо да се патува до половина свет, а потоа да се прескокнат некои од најинтересните или најспекуларните атракции поради недостаток на време. Наш совет е да одвоите барем една недела за златниот триаголник, а идеално 10 дена или 2 недели. Кога е најдобро време да се оди тука? Врвот на сезоната во златниот триаголник е помеѓу октомври и март, во текот на зимскиот период. Многу е важно да се напомене дека во овој дел од Индија нема зима каква што ја знаеме, па затоа ова е само период кога е малку постудено од вообичаеното. Жештината дури и во октомври е навистина неподнослива, па не може да се замисли какво е летото за нив, кога температурите надминуваат 45 степени Целзиусови. Ако одите во текот на така наречената студена сезона, бидете подготвени за инвазија од туристи. Од друга страна, веќе има толку многу луѓе во Индија, што не гледаме како ситуацијата со толпите е поинаква во текот на потоплите месеци. Доколку планирате да одите во текот на потоплата сезона, односно од април до септември, многу е веројатно дека ќе доживеете температури какви што никогаш порано не сте доживеале. И да, монсуните започнуваат околу јуни и траат до септември. Затоа, дефинитивно, избегнувајте патување до златниот триаголник во овој период. Како да патувате од едно до друго место во златниот триаголник? Доколку патувате во Индија самостојно, ќе мора сами да организирате трансфери од еден град до друг. Во рамки на златниот триаголник имате неколку опции: со автобус, воз или со автомобил. Повеќето од оние кои веќе патувале во Индија советуваат дека автобусите се последна опција. И покрај фактот дека многу луѓе замислуваат дека индиците се уште се возат на покривите на возовите и дека ова е превозно средство кое треба да се избегнува по секоја цена, искуството на оние кои биле е релативно позитивно. И конечно автомобил. Ова е секако најбрзата и најудобна опција. И сигурно ве интересира како се цените во Индија. Официјална валута на Индија е рупијата. Повеќето места во златниот триаголник прифаќаат само готовина, иако можете да платите за многу влезници и со картичка. Ако планирате да користите картички или да подигнувате пари од банкомати во Индија, советуваме да ја известите вашата банка каде и кога патувате за да не ви бидат блокирани картичките. Како што можете да претпоставите, Индија е многу ефтина земја, особено за туристи од Европа или Америка. Што се однесува до храната, во добрите хотелски ресторани двајца можат да вечераат за малку повеќе од 10 евра. Уличната храна чини евро до 2. Пазарите се многу ефтини, но слабо снабдени. Газираните пијалоци чинат околу 30 рупии, што е околу 0,35 евра. Водата е уште поевтина, околу 20 до 30 рупии.
Поради строгите закони за конзумирање алкохол во Индија, пивото и другите алкохолни пијалоци не може да се купат во многу угостителски објекти, а концептот на пабови и кафулиња е сосема непознат за индијците. Ке можете да најдете алкохол во хотелите и по добрите ресторани, но нема да биде ефтино. Возењето рикша е приказна само по себе, бидејќи сите возачи ќе бараат да ви земат многу повеќе пари. Па затоа мора да се ценкате ако не сакате да бидете измамени на секој агол. Ако одите некаде со рикша, најдобро е да го прашате персоналот на хотелот од прилика колку чини да се стигне од точка А до точка Б. Имајте на ум дека во Индија е многу погодно да изнајмите автомобил со возач за цел ден. За 20 до 25 евра возачот ќе ве вози каде што ќе сакате и ќе чека додека да завршите турата. Рикшите можеби се поавтентични, но во секој случај автомобилите се побезбедни. Доколку е можно, избегнувајте излегување сами по стемнување или надвор од туристичките области. Исто така, имајте предвид дека некои постари индици веруваат дека жените кои останале надвор до доцна, пијат алкохол или патуваат сами се неморални. Па затоа за нив е во ред да им пристапат и да им даваат несоодветни прашања или понуди. За среќа, овој начин на размислување полека се менува. Бидејќи Индија е прилично конзервативна земја, облекувајте се конзервативно кога патувате во земјата. Предизвик е да ги покриете нозете и рацете на температура од 500 степени, но на вистина нема да видите никој таму во шорцеви, маечки, без ракави или кратки фустани. Сообраќајот во Индија е уште една сериозна загриженост. Стотици луѓе умираат на своите патишта секој ден и кога ќе видите како возат, јасно е дека секое преминување на улицата е коцкање. Возењето ноќе не се препорачува, како поради состојбата на патиштата и лудите возачи, така и поради разбојниците на патиштата. Затоа планирајте да одите од град до град рано наутро. Безбедноста е главна причина зошто препорачуваме да резервирате добри хотели во Индија. На крајот на краиштата, конечната одлука е ваша, но не би препорачале да одите во Индија сами или со деца. Ако ова е ваш прв пат да патувате надвор од Европа, размислете внимателно дали сте подготвени за Индија. И верувајте ни кога велиме дека ништо не може да ве подготви за Индија. Индија е во секој случај едно единствено и посебно искуство, што секако вреди да се доживее. Па одберете вистинско место и сигурна организација и убав одмор. Тука е крајот на нашето денешно 30-минутно дружење и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај. Ние се гледаме повторно следната недела со нови и уште поинтересни содржинија, до тогаш не заборавајте да бидете урбани.